Ваша ексцеленциjo, амбасадоре на Соединените американски држави Джес Бейли, почитувам подпредседател на операциите во Европа на Dura Automotive Systems, господине Майк Бекет, почитувам господине Леменс, собственик на AIM Property, почитувани членови на владата, подпредседателе на владата, министри од владата задолжени за работа и соработка со домашни странски инвеститори, почитуван директоре на ТИРС зоната и тимот од ТИРС зоните во Република Македонија, почитувани представници на компанијата Дура, представници на компаниите овде денеска присутни кои што работите во оваа индустријска зона, представници на останатите државни институции, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Навистина денеска е среќен ден за македонската економија. Уште една американска компанија охрабрена да инвестира во нашата земја е само потврда дека навистина македонската економија се движи во посакуваниот правец. Денешниот настан потврдува дека Македонија сериозно се позиционира како стабилна и долгорочна бизнис дестинација во Европа и во светот. Интересот за нови инвестиции на странски реномирани компании постојано расте и тоа денес е повеќе од очигледно кога се собравме сите заедно да го значиме стартот на изградбата на фабриката на компанијата Dura Automotive Systems, која што ќе се простира на 16.000 метри квадратни овде во ТИРС зоната 2 Скопје и која што ќе отвори нови 500 работни места за нашите граѓани. Поканата за членство во НАТО, што ја добивме, и започнатиот процес за преговори за членство на земјава наша во Европската Унија, ќе резултираат со уште поизразен оптимизам. Со право очекуваме поголема доверба во македонската економија и многу нови инвестициски бранови во повеќе различни дејности. Ова го велам од причини што членството во НАТО и економските реформи и политики што ги спроведуваме ќе обезбеди сигурност за инвестициите и ќе представува еден од носечките столбови на кои што ќе градиме економија која ќе продуцира квалитетен живот за граѓаните. Економските придобивки од нашето членство во НАТО несомнено ќе донесат подобар животен стандард за граѓаните, повеќе странски директни инвестиции, поголем раст на бруто домашниот производ, зголемување на трговската размена со земјите членки на НАТО, а пред се ќе донесе и стабилност и безбедност на територијалниот интегритет на нашава земја. Искуството и економските анализи покажуваат дека членството во НАТО влијае позитивно на раст на странските директни инвестиции. Ќе наведам само неколку примери. Република Бугарија пред членството во НАТО имала странски директни инвестиции кои изнесувале 7% од бруто домашниот производ, а по членството во НАТО странските директни инвестиции се зголемиле на 19,8% од бруто домашниот производ. Странските директни инвестиции во Естонија пред членството во НАТО изнесувале 7,5% од бруто домашниот производ на Естонија, а по членството во НАТО се зголемиле на 13,5% од бруто домашниот производ. Кај сите останати земји, по зачленувањето во НАТО, е забележан раст на странските директни инвестиции. Нашата Македонија сигурно нема да биде исклучок. Нашата земја ќе стане дел од таа успешна економска приказна. Република Македонија ќе стои рамо до рамо и ќе биде партнер со 30-те најмокни земји во светот, членки на НАТО алијансата. Тоа само по себе представува силен ветар во грб за македонската економија. Јас верувам во нашите граѓани и уверен сум дека ќе ја дадат поддршката на овој процес. Наша обврска е да работиме и да го искористиме сиот тој потенцијал за економски раст и развој што ни се става на располагање и буквално ни е на дофат. Во блиска иднина очекуваме многу вакви фабрики и нови капацитети како оваа денешната да се градат низ повеќе ТИР зони во земјата наша. На самиот крај би сакал, господине Бекет, и вам и на менеджментот на компанијата да ви посакам успешна и брза реализација на зацртаните цели и бизнис планови. Продолжуваме уште посилно да ги поддржуваме странските инвестиции и домашните компании. Како влада остануваме посветени да работиме како партнери на бизнисот. Сите инвеститори во Македонија и вие од Дура сметајте на целосна поддршка во целиот извесен иден период на ваше инвестирање и правење на планови кои што ќе значат и втор чекор на зголемување на капацитетите во Македонија. Искрено, од моје име, од име на владата и од името на граѓаните на Република Македонија, ви честитам за оваа инвестиција и ви посакувам среќа. Благодарам.